Време е за нашата утринска тема, која што веќе и накратко ја најавивме, но подетално се разбира во продолжение и непосредно пред утринската тема, она што практикуваме да го направиме е да прошетаме, особено низ центарот на главниот град и да ги сретнеме граѓаните кои што се расположени да дадат одговор на нашите прашања. Но секогаш добре дојдени со оглед на она кое што го зборуваме, а прашањата се однесуваат токму на свеста и конкретно во овој случај или за нашата денешна тема за редовноста на гинеколошките прегледи, за свесноста од ризикот за ХПВ или рак на грлото на матката и она кое што е наша тема и на што се осврнуваме, а тоа е и бројката која што повторно е еден аларм за што треба да се зборува. Дали и колку се свесни нашите граѓани ќе видиме од одговорите кои што Марија ги доби на оваа анкета. Дали знаете дека ракот на грлото на матката е чест проблем кај жените и лично вие дали често одите на гинеколошки прегледи? Да, знам дека е многу сериозно како појава и навистина и како жена сум сериозно загрижена бидејќи добива размери на епидемија. За жал, мислам дека недоволно се зборува во јавноста. Мислам дека треба многу повеќе да се подигнува свеста кај жените. Јас лично редовно ги посетувам сите контроли и дополнително тоа би сакала да го упатам и како апел, посебно на младите девојки, но и оние возрастните кои сметаат дека се во менопауза и дека нема потреба повеќе да посетуваат гинеколог. Сакам да им кажам дека тогаш е времето да почнат да се грижат за себе. Да. Сега идам од гинеколог. Често одите на преглед? Редовно одам. Дали сметате дека младите тоа го практикуваат во денешно време? Која е вашата порака до нив? Мислам дека повише практикуваат сега него ли ние порано. Мислам така и така е. Гледам ја по моите снаи. Редовно посетуваат гинеколог. Знаеме, ама не одиме ставно. Која е вашата порака еве до младите? Порака да одат стално на контрола, да си вршат контрола. Многу знам, лекар сум по професија и точно знам. Точно се знам, ама Чест проблем. чест како не. Да. Што еве како медицинско лице што препорачувате до младите девојки па и повозрастните? Прво да немаат промискуитетно однесување, па да имаат заштитен секс и редовни контроли. Одат во денешно време често според вас или младите на гинеколошки контроли? Па не често го контроли, прво превенцијата, да мислат со кого стапуваат во однос и да имаат заштитен однос, за сексуално преносливи болести, што е ХПВ, нели, вирусот, за заштита од бременост, ама нешто многу вака не разбираат. Јас работев на превентива, баш со школски деца, не знам, не се плашат многу. Да, интересни одговори. Имавме можност да слушнеме од анкетата која што направи нашата Марија и да го опипаме пулсот на граѓаните како размислуваат. Ги прашавме малку повозрастните, нели се со цел да видиме како тие размислуваат и колку тие одат нели редовно на своите гинеколошки прегледи, заради тоа што факт е дека некако младината ни е се посвесна и веројатно по-одговорна во поглед на своето здравје. Споменавме денеска темата ни е женска тема или посветена на женската популација, заради тоа што честотата на овој проблем со кој што се соочува светот генерално, но тука секако е и Македонија, е навистина момент кој што треба да не загрижува. Бројките стандардно или од година во година можеби за мал процент, но се во пораст и од прилика или можеби статистички кажано ќе ни сподели нашата докторка околу 150 нови случаи на годишно ниво. Тоа е бројка која што навистина треба да не загрижи, бројка која што треба да не алармира сите нас жените, дека навистина од особена важност или од особено големо значење е редовното посетување на гинеколог, се со цел навремено да се детектираат одредени промени или одредени симптоми кои што можат да укажат на некаква посериозна здравствена состојба. Кога се тоа би се затекнало во рана фаза, целиот процес понатака ќе биде и многу поедноставен и за поменување, но и за лечење. Веројатно сите овие податоци ќе ни ги потврди и нашата соговорничка која што имаме во студиото. Ја поздравуваме и ви ја представуваме доктор Ајла Шабани, која што е специјалист гинеколог и ни доаѓа од клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје. Доктор Ајла, добро утро до вас. Добро утро.
Ви благодариме што ја прифативте нашата покана да зборуваме за една ваква тема која што навистина треба да биде аларм во медиумите за жените особено. Ние имавте можности вие нели да погледнете анкетата, да ги слушнете одговорите и на повозрасната категорија, но и на помладите. Се согласувате со тоа дека имаме се посвесни млади девојки кои што редовно посетуваат гинеколог, а од друга страна пак бројките за честеноста на ракот на грлото на матката говорат дека и границата е поместена, односно дека и се помлади девојки страдаат од оваа состојба. Да, младите девојки се посвесни и свеста веќе е подигната дека тоа е сериозна болест и дека е многу честа во нашата земја. Таа е четврта поред најчесто карцином во женската популација, со што го менува квалитетот на живот, го скратува животот кај женската популација. Представува едно малигно заболување на епителот на грлото на матката, што таа болест има еден долг природен тек и знаеме кој е главниот причинител. Тоа е хуман папилома вирус, односно високоризичниот хуман папилома вирус. Затоа е многу битно да се оди на редовни контроли. Зошто се битни редовните контроли? Зошто ова заболување е една од најретките превентибилни малигни заболувања. Што значи? Значи дека ова болест ние можеме да ја превенираме или да ја детектираме во рана фаза, што е многу битно заради начинот на третман, односно заради тоа што ако се детектира во рана фаза може да се излечи. Целосно, така? Може и целосно, ако веќе да се детектира во инситу карцином. Ова болест, кажав, има еден долг природен тек, што значи дека од инфекцијата на хуман папилома вирус до развивање на инвазивен карцином потребни се повеќе од 10-15 години. Затоа во тој период жената ако оди во редовни контроли, можеме да докато детектираме причинителот, што веќе сме и насочени кон тоа проблематика, да го детектираме причинителот за ова болест, односно да одиме кон детекција на хуман папилома вирус. Тоа се прави со молекуларни тестови, кои што се достапни секаде во нашата земја, или да се оди на редовен скрининг, односно на веќе што го имаме во нашата држава, ПАП тестот. Ова е бесплатна анализа која што сите матични гинеколози редовно ги повикуваат нивните пациентки, имаат достапност до скрининг програмата, само потребно е пациентите да бидат да се појават и да бидат да одат на редовни контроли. Да. Прималку споменавте 10 до 15 години е потребно за вирусот да премине во карцином и затоа е важно жените или девојките да одат на редовните прегледи. Но дали во меѓувреме може да се појават некои симптоми кои што ќе и дадат до знаење на жената дека можеби нешто не е во ред или е некако на некој начин подмолна болест која што не покажува никаква симптоматологија, само ако единствено потребно е да се појде на гинеколог и да се провери на тој начин. Да, ова болест е така наречена тивка болест, веќе ако се појават симптоми, можеме да кажеме дека е веќе во напредната фаза. Кои може симптоми, така неспецифични гинеколошки симптоми да се појават. Тоа е некој абнормално вагинално крварење, крварење при сексуални односи, карлична болка. Тие се симптоми кои што се јавуваат веќе кога карциномот е во напредна фаза. Не треба да чекаме да ни се појавуваат симптоми за да одиме на гинеколог. Имаме достапност до матичните гинеколози, пациентките треба редовно да се појавуваат. Во нашата држава се уште, значи постои програма која е во склоп на Министерство за здравство за скрининг на и рана детекција на карцином на грлото на матката. Што значи дека сите пациентки можат бесплатно да одат кај матичниот гинеколог и да направат кај нас веќе ние сме земја кај што се прави скринингот со цитологија, односно со ПАП тестот, а сегде во светот веќе преминуваат, односно се во некои земји се во транзиција, некои веќе имат преминато во ХПВ базиран скрининг. Зошто е важно? Зошто со цитологијата ние веќе можеме да кај тие здрави жени можеме да ги видиме веќе настанатите промени на епителот на грлото на матка. А со ХПВ базираниот скрининг ние веќе го детектираме причинителот пред да направи некои абнормалности на грлото на матката. Освен скринингот, која што е секундарна превенција на карцином на грлото на матката, ние во нашата држава од 2009 ја имаме и ХПВ вакцината. Таа превенира инфекција.
а со скрининг ние превенираме рак, што значи дека е различно концептот, односно различна е значајноста на овој начин на превенција. Заеднички ние спасуваме животи со АПВ вакцината и со скринингот. Не треба да се тие жени тие девојчиња што се вакцинирани не треба да го одбегнуваат скринингот. Тие сепак треба да одат на редовен скрининг. Во нашата држава веќе од 2024 ја имаме за и 9-валентната вакцина што штити од 9 АПВ вируси, односно 2 се нискоризични што се вклучени во вакцината и најчестите ХПВ типови, тоа се 16 и 18 и плюс останати други 31, 33, 45, 52, 58 кои што се најчестите причинители во нашата држава за карцином на грлото на матка. Да. Споменавте и факти дека за ваквата диагноза или за ова заболување особено е важно и акцентно треба да се стави на превенцијата и редовните прегледи, но исто така и на едукацијата кај младите жени и девојки за тоа што всушност значи ХПВ како еден главен причинител на или оној кој што всушност го предизвикува ракот на грлото на матката, а истовремено и за информацијата или едукацијата кои се ниско, а кои високо ризични типови. И кога зборуваме за редовните прегледи или токму за таа информација, а времето во кое што живеат особено сега тие генерации или младите девојки и тоа како искушително во смисла на тоа оно кое го спомена едно од нашите граѓанки промискуитетот кој што исто така го имаме, истовремено колку вие од вашата пракса и од вашето секојдневно искуство имате чувство дека младите девојки се информирани што всушност е ХПВ, кои се високо ризични типови, на кој начин се пренесува и колку е всушност важна превенцијата и консултацијата првенствено со матичниот доктор, а понатаму се разбира и со стручни лица. ХПВ инфекцијата е најчесто сексуална пренослива инфекција кај жените. Потребно е перзистентна инфекција со хуман папилома вирус за да настанат клеточни абнормалности на грлото на матката. Најчесто високоризични АПВ типови се 16 и тип 18, тие се и највирулентни и предизвикуваат повеќе од 75% од карциномот на грлото на матката. Останатите 20% ги предизвикуваат другите типови. Што е важно? Важно е што овие типови се вклучени во ХПВ вакцината. Затоа треба да се подигне свестата кај луѓето и за редовна вакцинирање на девојчињата. До која возраст треба да се вакцинира девојчињата? Во нашата држава до 19 годишна возраст е бесплатна ХПВ вакцинацијата и во календарот. Во редовен календар е во 11-12 годишна возраст, што значи пред веќе да се сексуално активни тие девојчиња. Освен што знаеме кој е главниот причинител за цервикалниот карцином, треба да ги знаеме и ризик факторите кои придонесуваат за развивање на карцином на грлото на матката. Тие се може да бидат ХПВ поврзани и неповрзани со хуман папилома вирус инфекцијата. Поврзани со хуман папилома вирус инфекцијата е промискуитетот, други сексуални трансмисивни инфекции, имуносупресивност и останатите што не се поврзани со хуман папилома вирусот, тоа се пушење, низок социоекономски статус, што допринесуваат повеќе да напредува болеста, односно полесно да се развива карциномот. Ја споменавте вакцината, не интересира какво е размислувањето на нашите граѓани, колку родителите одлучуваат на таа возраст, бидејќи споменавте дека е бесплатна до 19, но во глобала околу 11 или 12 години е можеби идеалната возраст кога девојчињата треба да се вакцинираат. Какво е расположението кај нашиот народ на оваа тема, како е во Скопје, како е во помалите градови, затоа што верувам дека постојат разлики во ставовите и со оглед на тоа што генерално за вакцините во нашата земја поделени се размислувањата и некако од старт луѓето се плашат, па затоа ме интересира да ни го споделите размислувањето на граѓаните. Вие секојдневно имате можност со тоа да се соочувате. За жал треба се уште да се подигне свеста во нашата држава за вакцинацијата против хуман папилома вирус.
Опфатеноста во 2023 беше околу 52%, 2024 56 тука нешто, 2025 според некои национални податоци првите 6 месеци веќе околу 60%. Но тоа не е бројка која што треба да се постигне за да кажеме дека доволно се вакцинирани за да одиме кон елиминација на ракот на грлото на матка. Тоа е многу ниска стапка на вакцинација. За жал, во нашата држава повеќе имаме вакцинирани девојчиња во другите региони отколку во Скопје, каде што луѓето се повеќе едуцирани. Сериозно? Што изненадувачки, да. Изненадувачки, за жал така, многу е ниска стапката и во Центар, во Карпош. Треба се уште да се подигне свеста дека вакцинација против хуман папилома вирус е безбедна и ефикасна. Според научните истражувања и податоци, потврдено е дека ефикасноста е 100% првите 10 години, особено од 9-валентната вакцина. Тоа значи дека она следните 10 години 100% ги штити девојчињата од цервикална неоплазија од висок степен и од карцином на грлото на матката. Сероконверзијата, според некои податоци, е над 95% следните 10 до 15 години, ако кај тие девојчиња што се вакцинирани. Што треба многу да се свати сериозно колку е битна вакцинацијата против ова инфекција. Да, го спомнавте препорачаниот период за вакцинација, иако кажавте дека до 19 е бесплатна, веројатно тоа значи дека пушти можности за повозрастните да се вакцинираат, но тука се јавува прашањето колкав е ефектот кога ќе се случи таа вакцинација или ќе се одлучат за вакцинација малку во повозрастните години, во смисла на тоа дека веќе имаат нели активен сексуален живот и можеби дотогаш веќе и некаков тип на хуман папилома вирус, па што значи тоа кога нели е во тие услови? Да, се препорачува според препораките, според научните докажувања дека вакцинацијата штити против хуман папиломата вирус поради тоа што прави сероконверзија, односно создава антитела кои го спречуваат организмот да се инфекцира кон хуман папилома вирусот. Така да, и ако некоја девојче има одложено, нема примено некоја доза на вакцина, она може на така да ја прими вакцината и сепак ќе биде заштитана од овие високоризични типови. Доктор Ела, споминавме дека раното откривање на оваа состојба или на овој карцином е многу важна во оваа ситуација, заради тоа што ако е во рана фаза, дури постои целосно излекување. Каков би бил квалитетот на животот на жените кои што ќе бидат излечени од целосно, да речам, од овој канцер или од овој карцином? И што би препорачалите во поглед на оние кои што би ги советувале оние кои што за жалите можеби во подоцнежна фаза ќе го откријат истиот? Факт е дека тие жени живеат во страв. Но не треба да живеат во страв и да не одат на контроли, зашто така само се го комплицираат животот и се намалува квалитетот на живот. Тој страв треба да го избегнуваат со редовни контроли кај гинекологот, особено првите 2 години. Се препорачува на 3 до 6 месеци со редовни контроли на гинеколог, така да тие жени ќе имат можност за нормален живот и за поквалитетен живот. И покрај тоа што и веќе се третирани заради ова малигно и лошо заболување. Во однос на честост и редовноста која што на почетокот ја споминавме, она кое што исто така реално го покажуваат податоците е дека само по 30% од повиканите жени прават ПАП тест, што треба да се направи нели што треба бројката да биде поголема или процентот, но и што во тој случај како всушност би се зголемила и тука свесноста, па и бројката или одзивот на овој повик за чести или редовни ПАП прегледи или тестови. Во смисла на тоа дека како конкретно прашање дали недостасува одредена кампања, едукација и за вакцинацијата, но и за редовноста и ПАП тестовите. Континуирано се прават кампањи, едукации на популацијата за редовен скрининг и за вакцинација против ХПВ. Според Светска здравствена организација, во 2020 е направена една стратегија каде што таа
за да се постигне елиминација на рак на грлото на матката, треба да се почитува, секоја земја треба да почитува едно правило, тоа е правилото 90-70-90, што значи 90% од целата популација на девојчиња до 15 годишна возраст треба да бидат вакцинирани. 70% од популацијата треба да подлежат скрининг до 35 годишна возраст, односно повторно до 45 години, и 90% од женската популација каде што е откриена некоја преканцероза или карцином во рана фаза да бидат третирани. За да кажеме дека ние, значи, сме во патот кон елиминација на ова болест, потребно е да се почитуваат овие правила. Веќе во развиените земји во светот, како што се Австралија, Шведска, значи инциденцата на рак на грлото на матка е минимално. Тие веќе одат кон патот во достигнување на така дефиниција за елиминација, што значи дека инциденцата да биде под 4 на 100.000 жени годишно. Ние сме далеку од тоа, што значи дека како држава треба многу да сме сериозно вклучени во кампањи, во едукација, во подигнување на свеста кон ова малигно заболување. Овие земји кои што ги споменавте, ја имаат вакцинацијата како имат вакцинација, да, и ние ја имаме, сепак тие имат многу баво организиран скрининг и веќе кај нив е преминато на примарен базиран ХПВ скрининг. Што е случајот кај нас? Имаме ли капацитет, тој процент и таа бројка да... Сме во тек на изработка на клиничкото упатство во координација со Министерството за здравство, со нашата клиника, за веќе и ние да почнеме полека да преминеме кон овој друг тип на скрининг. Тоа е со молекуларни тестови за примарен ХПВ скрининг, што значи дека нашата држава има таква можност, само потребна е организација и подигнување на свеста дека тоа е стварно потребна и дека е клучна скрининг метода за да одиме кон редуцирање на бројката на и приоритетна за женското здравје, да. Бидејќи споменавте дека се намалува возрастната граница и особено е важно да се превенира кај младите жени и девојки кои што во текот на животот се разбира дека треба да родат, односно да се остварат како мајка и да некако во тој дел од животот веројатно тоа кое што е најважно е бебето или самиот плод да биде здрав. Но кога ќе се случи нешто кое што во младоста е недоволно контролирано или пак непредвидено, како можеби и почетен стадиум на рак на грло на матката или она кој што го споменавте, хуман папиломавирус како таков, што е она кое понатаму го прави ризикот и дали воопшто постои ризик откако ќе се диагностицира такво нешто за во понатамошниот живот или женското здравје на девојката или жената? Да, секоја преканцероза која што се третира зависи од типот на третманот, може да влијае на фертилитетот, односно на квалитетот на живот кај таа женска индивидуа. Што значи дека зависно од тоа која техника на третман ние ја превземаме кај преканцерозите, зависи од тоа колку е ризикот на така да има комплицирана бременост, односно да има проблеми со текот на бременоста. Така? Да, зависно од тоа колку е проширено, колку е степенот на дисплазија, така е третманот. Пошто постојат и ексцизиони, и аблациони техники, кај ексцизионите ние мораме да извадиме дел од грлото на матката, да го испратиме на испитување за да кажеме дека е излечено или да видиме што понатака треба кај тоа девојче. Заради тоа, во тој начин може да се скрати грлото на матката и понатака да има тоа девојче проблеми со бременоста. И со забременување? Па со забременување не се научно што докажени, нема некои податоци точно, но за текот на бременоста влијае дефинитивно. Дали постои страв кај оние кои што еднаш го пребродиле овој карцином, дека повторно може да се секогаш постои тој страв? Да се појави, од што зависи сето тоа, веројатно од начинот на живот кој што понатака ќе го имаат, хигиената на од степенот на болеста, од начинот на живот, имаат повеќе фактори кои влијаат на квалитетот и на тој страв што го има таа пациентка. Ви кажавме факторите, ризик факторите, причинителите, но не го споменавме генетскиот ризик фактор кој што во други случаи е исто така важен. Дали тука има генетскиот
фактор никаква улога, има никакви генетски предиспозиции или не? Вклучен е како ризик фактор кој не е поврзан со хуман папилома вирус, но главни причинител се знае дека е вирусот и дека главните ризик фактори се тие што се поврзани со хуман папилома вирусот. Доктор Ела, пред малку споминавте за ПАП тестот, дека е бесплатен. И тоа веројатно го знаат голем дел од граѓаните, меѓутоа од пред 2 години, ако не се лажам, имаше некоја промена во поглед на сето тоа. Ако беше достапен за жените или бесплатно еднаш годишно, сега веќе и мислам дека тоа се уште е така, е направено на 3 години. Што мислите вие како специјалист гинеколог на оваа тема, ако веќе сакаме да го искорениме сето ова како проблем во нашата земја, како нешто што не би требало нели да се случува на млади жени, на млади девојки, сепак немаме толку голема достапност. Така, се бунеа, мислам дека за целата таа ситуација и самите жени, односно пациентките, се бунеа и гинеколозите, но еве тоа се уште останува во пракса, така? Да, зашто Што е целта на сето тоа, ако не е еднаш годишно, да е на 3 години? Сите светски препораки, ако се прави цитолошки, односно ПАП базиран скрининг, препораките се на 3 години. Доколку последниот резултат е нормален, односно нема и негативна за некоја интраепителијална лезија. Ако се прави ХПВ базиран скрининг, интервалот на скринингот веќе се надоместува на 5 години. Што значи, ако една пациентка во првиот скрининг е ХПВ негативна, она директно оди, ХПВ негативна за високоризичен, оди на 5 годинен скрининг. Нема потреба за пократки интервали на скрининг. Докажано дека во тие 5 години не може да има никакви промени? Тоа може да има, сепак принципот и сепак препораките се тие. Значи, доколку е негативна и дека е претходниот ХПВ тест, односно ПАП тест е негативен, се оди на редовен скрининг. Да нема ако потреба има, на годишно ниво. Да, ама ако има абнормалности на ПАП тестот, значи нема нормален наод, тогаш контролите, односно прегледите се почести. Нема да одат на 3 години тие пациентки, но тоа не е скрининг. Тоа веќе оди кон триажа, односно кон менеджмент на тие пациентки и за третман на абнормалните цитолошки наоди. Ова вака функционира и во останатите земји, барем еве тука на Балкан, зашто така Европа. се светските гајдлајнски, така треба да се почитуваат. Да. Важно е и за младите девојки и оние кои што не следат, но и генерално ако зборуваме за важна заштита или ако зборуваме за заштитен сексуален однос, дали тоа може да значи и гарантирана заштита од хуман папилома вирус? Заштитата многу е битна, зашто тоа спречува и од сите сексуални трансмисивни инфекции. Таа бариера, значи, го намалува контактот со хуман папилома вирусот и ние сме во некој начин сме заштитени, имаме бариера, но сепак постојат ризик фактор дека таа пак може да биде инфицирана со хуман папилома вирус, бидејќи е докажано дека и кај пациентки кои што немале сексуални односи е детектирана инфекција со хуман папилома вирус. Ќе се приближуваме кон крајот и ќе го заокружиме ова наше денешно издание, поточно утринската тема и нашиот разговор со една сублимација од она кое и го зборувавме во однос на препораките кои како докторка можете да ги кажете за превенцијата, за редовноста, но се разбира и за вакцинацијата, особено важна за младите кои се уште немаат активен сексуален живот, да го и родителите кои што се одговорни за тоа, да едноставно малку повеќе се информираат преку своите доктори и се едуцираат како и на кој начин се случува таа заштита, како би се намалил и бројот со кој што се соочуваме како држава. Апелирам сите жени да одат на редовни гинеколошки контроли и на редовен скрининг, да се вакцинират редовно, бидејќи ова е превентибилна болест и не сме ниту една жена да губи живот за една болест која што може да се превенира. Благодариме за вашето гостување и за тоа што имавме можност и во утринска на тема малку повеќе да зборуваме, а со тоа и да нели ја покренеме свеста и да се освестиме во смисла на што значи да се биде редовен и колку тоа на крајот може да не значи и живот, а и како би можеле навремено тоа да го спречиме со оглед на тоа што всушност представува и реалност. Се гледаме во следна прилика, верувам, со благодариме. Ете, нови Благодарам за податоци и други. Ви благодариме многу за одвоеното време.